Драги приятели, вечера пак одлучив да зборуваме за Украина. Поточно да зборуваме за нашите сограѓани, соседи. Зашто се работи? Министерот за надвочни работи на Руската федерација, господин Сергей Лавров, укажа на една работа што просто не ми се веруваше, но веројатно е вистината, дека албанците од Косово и Албанија, како и од Босна, таму нормално се албанци, таму се бошњаците, се регрутират и у првите редови се на украинската војска на границата кон Донбас и Русија. Ова е многу непромислено, оно што го зборавме уште пред 20 коси години, дека САД, Албанија и албанците ќе ги искористи као колатерална штета за големијата глобална слика да се обиде да ја смени. Тоа значи, јас очекувам и воен конфликт доле на југот, Грција и Турција, но исто го кажано 95-та, дека после од албанците ќе нема да припад, значи албанците што мислат дека се најголем претел САД, за нив ќе бидат само колатерална штета, ништо повеќе. Но ово укажува една друга работа, значи нивниот сон за голема Албанија со регрутирање на албанци во Донбас е завршена приказна, бидејќи не сакам погрешно да ме разберете, ја не сум ориентиран никако, само сум објективен. Тоа факт дека некој ќе се пошегува. Во моментот војна сила број 1 во светот е Русија, која што сака нека збори, поради нивното нуклеарно наоружување, или хиперсонично како сакате, тука е торпедот Поседон, Цирконс, ракетите Авангард, да не ги гледам сега. Што сакам да ви кажам и на друга работа, сега се прави огромна хистерија. Сега не знам колку Русија тука ќе издржи на оваа хистерија и презици, еве се обидува и со ракетирање во врз Донбас, само да се испровоцира тој конфликт за да САД и западните земји имаат некое оправдување за оно што го прават. Но Путин тоа нема да го дозволи, мислам, председател на Руската федерација. И сега ги буквално сумира кои се пријатели на Русија, кои не само кои држави, него и народи и малцинства, што мислам дека на албанци ово не е паметна работа, но не си знаат, тоа не е проблем. Не може за нив да кажам нешто повеќе. Се покажа дека и во Македонија македонците, барам за етничките македонци, не се ни за НАТО, тоа го кажавме и на референдум, ниту пат за овој судев, тоа се малцинствата, тоа се влаците, албанците и така натаму. Но не и македонците, но ни јасно кажам не и нема да сака да учествуват. Може да само и смешно што пратија 10 војници во Украина, на границата со Украина, тоа е повеќе комично, но тоа е тоа. Тоа е Македонија, Балкан и се е можно. Скопското више тука не може да се каже дека може да го замени Балканот. Значи пресоци интересни работи, но само што би сакал да кажам, значи со нуклеарните вежби што ја направи Русија и Белорусија, а му кажа на Запад, ли ќе се преземете, ние ќе ве преземе, поточно ќе ве подземиме. Значи ќе ви бишат од картата на светот. Значи ово више не игра, Путин повеќе не се игра и нема трпение повеќе. Значи Русија и Владимир Путин, нивниот председател, кој нема да издаде наредба или декрет за инвазија на Украина, може да има скоравично кога границата, ама тоа не му треба, а може да направи само да издаде наредба да се избрише англосаксонскиот свет, особено Велика Британија, ако не ја нагада топката. Светот се наоѓа пред една пресвртница. Еве, НАТО и сите се публикуваат. Ова е игра за некој не е. Значи, може да има страшни последици. Иако јас лично не верувам дека сега и моите анализи пробуват дека нема да е инвазија од руска страна врз Украина. Ја не знам колку нашите аналисти и другите, значи Сергей Лавров, министер за надвочни работи на Руската федерација, уште пред 5-6 години кажа, нас не ни интересира Украина, како територија Донбас, значи по приклучувањето на Крим,
поточно Крим кој се врати на својата матична земја, тоа е Руската Федерација, бидејќи она од во СССР, кој многу пати кажа, Хрушчов ја подари Украина, ја зема од Русија, да ја подари Украина. Така што, јас сум, значи, сакам да кажам, Лавров кажа дека нас не интересира ни нас не интересира или цела Украина ќе влезе или никој. Значи, по враќањето на својата територија, тоа е Крим. Инаку, која во прашање Украина, може би некој од вас не знаа, Украина прв пат добија државност 1991 година, како и Македонија. Единствено што пред Македонија, значи пред Украина никогаш не била држава и има уште една слична работа со Украина. И Украина прв пат е признаена како република во СССР, кој ние во Југославија, еко само е дел од Македонија, само 38%. Значи тоа не врзува со украинците кои ни помогнаа и на војниот конфликт, ама јас сметам дека тоа повеќе беше под директива на Русија, бидејќи Русија не смеше директно да интервенира тука како и во Србија. Но имаше поддршка. Драги пријатели, посакам убава вечер и убава престојна недела и без паника. За мене ова се циркузијада, која запада скапо ќарчини, а ово го прави за да сврси време. Тоа не е проблем мој. Зато бидете мирни, не наследнувајте и гледајте објективно што се случува. Ако имате желба, понатаму ги следите моите анализи, значи притиснете на дугото subscribe или претплати се, значи први ќе добивате моите видеа. Добро ноќ и добро престојна недела. Македонци каде да сте? Ми сме први. И прва империја од нас се потекнува. Што рече господин Владимир Путин, писменоста во Русија даде од Македонија. Зато сите не барат.